Наближува 16 март, датум кој што од минатата година повеќе не е само датум во Македонија, туку еден од најтажните денови. Миг кој зави многу семејства во црно, ден кога загубивме многу млади животи. И додека е во тек истрагата за тоа кој ги уби децата во дискотеката на смртта, ние секојдневно низ различни медиуми се потсетуваме на настанот со одредени новости од таму и секојдневно одново се натажуваме, се вознемируваме, се лутиме и се прашуваме каде воопшто живееме. Но најтешко име на семејствата кои што загубија некој во овој пожар. И најтешко име на оние кои што беа присутни вечерта таму и пред чии очи се случи кобниот час. Во студиото имам двајца прекрасни луѓе. Се работи за дел од членовите на музичката група Stand By Band, Марија Данева, позната вокалист, и Александар Авукатов, да не го погрешам презимето. Со нив во пресрет на годишнината од страутниот, трагичниот, смртоносниот пожар во Кочани ќе се потсетиме на овој немил ден, но секако ќе зборуваме и за убави нешта, ќе зборуваме и за нивната нова музика. Уште еднаш добре ни дојдовте во Слободен печат. За прв пат во Слободен печат, но не и за последен. Сигурно, така, верувам дека ќе биде така. Честитам за новата песна која што рековме не е премногу нова, но ќе се потсетиме како сте работели и се тоа. За почеток ќе ми дозволите да ве прашам, кога ќе кажеме 16 март, какви чувства буди кај вас овој датум? Измешани. Не знам што да кажам. Тоа е трагичниот настан во поновата историја на нашата држава и сведоци и учесници во тој настан на наша несреќа, ама така, тоа се случи и што да кажам. Тоа е трагедија која што остави навистина голема трага во нашите животи. Не само кај нас, туку верувам дека и кај сите луѓе. Но мислам дека најважно од се е дека треба да извлечеме поука од сето ова, а тоа е дека треба да го цениме секој момент од животот, да бидеме со најблиските, со луѓето кои што ни значат и да ги цениме сите моменти и пред се животот да го цениме како. Да појасниме за гледачите зошто ве прашувам лично вас за 16 март, затоа што Stand By Band беше во Кочани на 16 март, настапувавте во друг локал и потоа откако заврши вашиот настап, како и секој нормален човек, сакавте да си продолжите и да отидете во Пулс, каде што настапуваат ДНК ваши колеги. Така, така беше тоа. Таа вечер настапувавме во еден локал во Кочани, на истиот газда што е и на дискотеката. Таа вечер беше убава вечер. Таа вечер сите беа толку среќни, толку насмеани лица околу нас. Беше навистина преубава вечер, но за миг се претвори во најтешка и најлоша вечер. Немавме план да одиме таму во диското, но како што завршивме со нашиот настап, се договоривме така, испадна спонтано, да отидеме со цел да ги поздравиме нашите колеги, да се видиме со нив, бидејќи знаеме тоа и често да го направиме после секој настап, да се подружиме. Но не затекна најстрашното. Тоа беа навистина страшни моменти, тешки моменти. Моментот кога се случи сето тоа, Панчо кажа на микрофонот дека треба веднаш сите да излегуваме надвор. Во тие моменти не размислуваш што да направиш, освен дека треба веднаш да излезеш од местото. За жал, некои од присутните, деца, возрастни, мислам дека не толку сватија сериозноста. Но како почна да се шири огнот, тука веќе настана тој хаос.
чат, оган, неизвестност и само една мисла, а тоа е сите да излезат живи од таму. Тоа беше навистина голема трагедија, навистина тешко и болно. Јас иако физички не сум повредена, моите колеги за жал имат физички повреди, изгореници, имаа навистина сериозни изгореници, но фала му на Бога, денес Сте сите вие на број. сме сите овде, да. Вие Марија излегувате, претпоставувам, брзо од дискотеката и чекате да излезат и колегите. Така се случи? Да. Во тој момент ние влеговме заедно во дискотеката, цел бенд, но јас бев на друго место, на друга маса. Не бев во тој момент заедно со нив. И баш во тој момент кога се случи тоа, кога се запали плафонот, гледав само да што можам побрзо да излезам. Да, тоа е веќе и инстинкт. Да се спасам, да, но веднаш што ми излегов надвор, прво што беше, почнав да звонам на телефоните. Но еден колега излезе исто така со мене, тој не беше повреден, Сашо Стојановски. Звонев, но не добив никаков повик. Не добив одговор на телефоните во тој момент. Да, во ти им звониш на Александар во тој момент и на Дарко. Дарко, така, да. Но во тој момент не добивам никаков одговор, бидејќи јас не бев ни свесна сушност што се случува внатре. Тоа е тој момент кога почнуваат турканиците, Да. кога сите сакаат да излезат, кога се случува стампедот. Да, тоа е момент, јас бев надвор и тоа се што видам моите очи, на никому не посакувам да видат. Тоа беше навистина страшно, тоа беа страшни слики. Слики кои што никогаш нема да ми излезат од глава. Александар, за жал, вие бевте меѓу повредените. Да. Се надевам дека сега сте добро. Да. Како оди лекувањето? Па, лекувањето оди добро, по планот, тоа значи споро, многу споро. Не сум бил ни тогаш ни сега и најверојатно се уште нема да бидам свесен додека не се доведе во најдобар ред. Колку и како би одело закркнувањето, значи се уште не сум 100% фит. Не може да се прогнозира за колку време. Не. Каде имавте повреди? Значи, јас имам изгореници на двете раце, до раменици, рамењата, грбот, главата. Главата исто ми беше доста повредена, сега е супер во најдобар ред. Благодарение на брза интервенција на докторите, кои дадоа стварно се од себе да не доведат во најдобар можен ред, колку што е возможно тоа да биде така. Значи, јас бев транспортиран во Пловдив и со најубави спомени од таму. Покрај тоа што најтешкиот период од животот го поминав таму, со најубави чувства кога зборувам за Пловдив, со најубави чувства зборувам за... Колку време бевте таму? Вие бевте подолго време? 50 на дена, малку помалку, Да. 48, така нешто А ќе беше. нагласиме дека вие сте семеен човек, така? Да, семеен човек сум, сопруга и едно синче, 13 години. И така, таа беше со мене цело време таму, во Пловдив, со помош на моите пријатели, и Марија беше одреден период да ја помога нејзи, таа беше цело време со мене во болницата, јас бев малтене неподвижен, така да целата нега беше на неа и на пријателите околу мене, им јавна благодарност За тоа се се што колегите. направија, да. Како вие ја паметите таа кобна ноќ? Каде се најдовте во... Па, како што кажа Марија, ние бевме на настап во тогашниот класик и од таму ќе одиме, не одиме.
ајде да идеме, нели. Песната ни беше веќе готова и сакавме така, Сашо рече, ајде да сакам да се видам со Сара. Тие се блиски пријатели со покојната. Тој всушност има и настапувано со ДНК многу години. Долги години. Да, долги Сашо години, беше да. тапанар во бендот. Да, долги години беше. И сакате ли да идеме да ги видиме? Па како не, зашто да не те? Па еден дел од тогашниот, мислам, од бендот ДНК се Штипјани. Горан Тонев, Александар Коларов, басистот. Филип Стефановски е кумановчанец, ама живее во Штип и тој, да. така да ние си го присвоивме. Бог да ги прости сите. Бог да ги прости. И така, и од ние колегите музичарите немаме многу можности да се видуваме, пошто сите кога се дружат, ние сме на настапи, така да и супер прилика да се видиме, да се подружиме, да размениме искуства, позитивна енергија. И така отидовме таму, нели нормално музичари, веднаш до сцената, до колегите. И Марија беше со нас и таа кажа дека видела таму некои пријатели роднини, иде да се види со нив, ни мавна рака, одам таму и ние ја видовме, знаеш. Таа ни се пријави каде секогаш е така. И се случи што се случи, не го свативме сериозно, реално. И јас не остави впечаток дека такво нешто може да се случи од таа мала искра која што беше на таванот, се обидува да ја угаснат веднаш, не успеа во тоа. И во се моменти, значи секунди може би се упрашање, тоа се мислите се нижат ко на филм, ама тоа е стварно многу кратко време. И Сале рече, еве Маца излегува надвор, ајде и ние да одиме. И тргнавме. Со оглед на тоа што дискотеката беше полна со млади луѓе, јас немав така, тие тргнаа напред, јас последен тргнав у редот. Значи Сали идеше прв, па Даре, па јас. И така како ќе доаѓа деца пред мене, јас ајде полека, без нервоза, мене ми беше во глава да не се ствара паника, да не се ствара нервоза. Гледам просторот каде што беше дискотеката дека се празни, гледам дека огнот се засилува, ама просторот околу мене се празни, викам нема потреба. Значи ова додека да стане Ке излеземе си. Ке излеземе сите. Си гледам дека, ама тоа не се празнело, тоа во ходникот станало што станало и кога стасавме до ходникот, уствари видовме дека нема да биде добро. И така, Даре беше скрос напред, скоро до вратата, така, како по разговорите од прилика. Меѓутоа нема веза каде си, нема каде, напред има жив зид од луѓе, кои што се испреплетени меѓу себе и кои што и покрај целата обезбедувањето даде се од себе, значи сите што беа таму да, нели, со вербални комуникации со нас што сме од позади, нели, не бутете, дај, чекај, ова, она, вака, така. Меѓутоа тоа не можеше да се контролира, пошто сите што идеа плюс од позади правеа дополнителен притисок и тоа стана. Потоа веќе немавме можност да размислуваме што се случува, него само целата енергија и сила и внимание и концентрација е на тоа да останеш на нога. Значи да не те повлече стампедото и да не паднеш доле, од иако паднеш доле, тоа е. И ме понесе мене, јас изгубив контрола над ситуацијата, не носеше стампедото, немав контакт со тлото и еден период и тогаш, знаеш, дадов се од себе да се вратам на земја, што се вика, и успеав во тоа и
вадејќи ги, но пробувајќи да ги излечам нозите од гужвата, успеав да добијам чекор 2 и така излегов. А како се случија вашите повреди? Го паметите моментот? Не. Не. Значи, некоја чувство на болка до некоја поднослива граница. Воопшто не сум мислел дека значи, најверојатно организмот ја блокира болката, што најверојатно и ќе те убие ако ја почувствуваш во таа мера во која што е присутна кај тебе, така да и јас кој излегов воопшто не мислев дека премногу сум нешто. Знаев дека сум изгорен, повише се плашев од вдишаниот чат и од тоа, пошто сепак нели јас сум доктор по ветеринарна медицина, па знам отприлике како реагира организмот во такви моменти. Не сметав дека сум толку многу изгорен и повреден. Не го не чувствував тоа така. Повеќе го чувствував задушеноста, чадот, тие работи отколку изгорениците, да. Во тој момент не ги успевате да излезете, да. Што се случува во тој Марија ме пречекува надвор, таа целата во шок, во паника и така кога ме виде плаче и трче да ме гушне и како што ги раши раците застана така. И јас сватив дека не изгледам добро, пошто најверојатно се плашеше да не ме повреди дополнително. Ми кажа дека како се прашав за Даре, рече да, Даре е добро, го однесовме во болница, чекаме тебе. И тие биле и они не знам во каква ситуација, во каква состојба биле, чекајќи ме надвор и не знаејќи уствари што се случило со мене внатре. И се договориле Сале, отишол да го однесе Дарко во болница, се договорили каде да се чекаат кога ќе се врати со колата, таа да ме сочека надвор, ако ме сочека, и да ме транспортираат. Мене ме качија во колата и јас само му реков на Сале, вози за Штип. Како бе, вика, за Штип туку убаво? Не, викам, вози у Штип. Некако бев свесен дека, многу бев присебен во тие моменти. Значи, телефонот ти го предадов на Марија, пошто знаев дека за кратко време нема да биде вака. Некако, не знам, бев свесен. Чувствувале и знаеле дека телефонот ти го дадов, да трчничето и го дадов. Значи, веќе се спремам дека после кратко време нема да викам, вози за Штип. Ако се чувствувам добро, ќе возиш за Скопје. Ако не се чувствувам добро, вртеш лево за Штип. Оти во Кочани бев свесен уште внатре дека болницата, и тоа успеав да го размислам, дека болницата нема да има можност да не прими сите. Ова што го раскажувате се случува на самите почетоци, претпоставувам. Вие посведочивте ли трагични сцени? Видовте ли тела пред вас? Или... Да, апсолутно, да. Апсолутно. Па јас излегувам, сега можеби не меѓу последните, али ајде да кажам втората половина од луѓето кои што успеа да излезат. Така, покажувањето, нели, во се, нели, ние после сме правили со повредените ретроспективи на ситуациите, кој каде бил, каде стоел, каква е логиката на повредите, ако си бил ваму, ако си бил таму, нели. Тоа сето. Ама да, видовме доста. Бидејќи јас, Сашо и Дарко бевме излезени во тој момент и додека бев пред диското го чекав него. И навистина имаше многу повредени, многу деца кои што лежаа на земјата и точно паметам дека од човек на човек одев да видам дали некаде ќе го најдам него, бидејќи јас не знам дали тој е внатре се уште во дискотеката или е некаде надвор, а не може да не најде или некако да не добие. Навистина имаше многу тешки слики. Јас не бев внатре, не знам како е било, но од страна и од надвор како што гледав, тоа беше навистина страшно за гледање. Не специфично за мене, јас
Секогаш кога се случува нешто, сакам се да видам, се таков сум по природа, немав сила да гледам ниту лево, ниту десно. Само, како да не сум јас, само гледав право Да излезеш. и гледам што може помалку да видам, оти знам дека тоа што ќе го видам, можеби ќе ми знаеш, како одбранбен механизам за да се заштитиш себе си. Успеам во мисијата да излезам надвор. Исто и во болницата. Како си ве овие месеци, една година од како се случи сето тоа, како се залекувате себе си, зборувам ментално? На кој начин се обидувате да ги надминете таа болка во мислите? Па, како да кажам, јас психички сум супер. Немам последици. Значи, ова сето некако ми е како филм гледан, како да не ми се мене случило. Како многу во ретки моменти, еве како сега, си навртам и си приспомнам како вистински мене да ми се случило, како да сум го гледал на филм. Лош кошмар. Некако така го чувствувам, психички сум добар. Повеќе фокусот на мислите повеќе ми беше како ќе се вратам, како ќе функционирам, како ќе настапуваме после во, ќе можам ли да свирам повторно, мотивацијата кај вас се работала. Да. Повеќе мојот фокус беше на тоа што следи, отколку на тоа што поминало, пошто тоа што поминало можеме да се навраќаме колку сакаме, ние нема да го промениме. Значи да ги надминеме последиците и да одиме понатам. Тоа ми е бил секогаш главниот мотив, бидејќи враќањето со мислите на сите тие случаи нема ништо да промени. Како е Дарко? Дали е тој добар? Да, тоа е. Ќе го поздравиме и него, ќе поздравиме и Сашо, секако. Поздрав и до нив. Добар е, да. Тој сериозни беа повредите. Тој имаше повреда само на левата рака, од дланката му беше добра, од дланката до рамењето. Меѓутоа, таа една повреда беше стварно сериозна, да. Вие како музичари, како ви влијае тоа, затоа што вие сте гитарист, така? Басист сум, јас Дарко е гитарист. Тој е гитарист, така? Тоа како влијае врз работата? Се враќате полека, лесно да можете да функционирате? Јас едно нешто што памтам во болница кога отидов во Пловдив. Прво нешто кога го видов и кога си ги гледаше раците, само кажа дали јас ќе можам пак да свирам. Тоа ме беше... Во тој момент не знаеш како и да изреагираш. Дали да заплачеш, дали да го утешиш, дали да му кажеш било што. Му реков нормално, се ќе биде во ред, само треба време за се и ќе се вратиме уште посилни на сцена. Да, и така е, се вративте посилни на сцена и верувам и посплотени. Споменавме пред да се вклучат камерите, трагедиите понекогаш навистина ни помагаат на нас луѓето да се зближиме, да направиме една кохезија, а во вашата работа тоа е многу потребно. Колку комуницирате со останатите повредени? Имате ли некакви конекции? Да, како се одвива лекувањето кај другите? Па сега за сега, види, тоа се преку 200 луѓе повредени, значи секоја индивидуална приказка само за себе. Сега ако кажам одлично оди кај сите, ќе ве излажам. Ако кажам не е добро, пак ќе излажам. Значи секоја е индивидуална приказна, генерално сите се подобро од тоа што беа. Значи оди кон подобро. Да, оди кон подобро, генерално кај кого повеќе, кај кого помалку, кај кого побрзо, кај кого поспоро, еве кај мене малку поспоро од работите, меѓутоа, како да кажам, слава му на Бога, јас се вратив на мојата обсесија, на мојата работа, еве свириме, настапуваме, тоа ми беше најбитно и тоа многу ми помогна да психички да се почувствувам дека еве се уште допринесувам. Предходната година бев
како да кажам, значи буквално не способен за ништо само. Морам да имам човек до мене дома за да простете, ама до тоалет да идам. Да, така. да. Тоа е реалност, така беше. И сега се враќаш на врските телефони, настапи, ваму, таму, ќе снимаме, ќе се дружиме културно супер. медиумски, така И што да, тоа го движи човекот, работата го движи човекот. Комуницираме со сите, со тие што не нанесе патот, еве со еден од повредените беше од Штип, со кој бев во болница, друг од Кочани, со нив се гледам, па да не речам редовно, така, неделно, на 2 недели еднаш, одиме на контроли, одиме сега на третмани, значи тоа ни е се обезбедено, поддршка имаме медицинска во целост, тоа морам да го напоменам. Значи, одиме по третмани кои ни ги припишуваат докторите заедно, значи се организираме, патуваме заедно. Генерално таму ни е, средбите ни се таму. Сега, нели, после толку време поминато заедно по лекари, по контроли, по третмани, по што знам што се не, почнуваме веќе и така пријателство да се на некој начин. А дали комуницирате со семејствата од ДНК? Дали имате можеби со сопругите на Панчо, на Андре конекција или со некој од членовите на семејството од ДНК, имате со нив некаков контакт? Со Горан Тонев, тој гитаристот на ДНК, со него јас имам предходно, пред да започнам со нив да настапувам, да работам, предходно јас работев исто така со Горан Тонев, бевме како акустично дуо, настапувавме исто така заедно. Со него имам комуникација, нон-стоп се слушаме, се гледаме и гледам дека полека закрепнуваат сите и тој. Јас пак ќе кажам, треба навистина време додека да се залечат тие рани. Да. И најважно од се е дека се живи. Тоа мислам дека е најважно. Научевме ли некаква, прости Александар? Не, па тоа што го спомена Марија, со Горан се гледаме, да. Јас не ги познавам, лично не се познавам со Панчо и со Андри, нивните семејства не ги познавам. Познаваме со Александар Коларов и Филип Стевановски, да, и ги среќавам нивните сопруги, едноставно тоа е, нивната болка е тие што загубија неописива и не знам што да кажам, на нив им е најтешко. Ние вака така ќе се опоравиме, еве, застанаме на нозе, функционираме, тука сме присутни сега, можеби не сме на 100% и не сме сигурно, меѓутоа еве тука сме. Тие изгубија многу, премногу во нивните животи, така да немам зборови на утеха, немам што да им пренесам и што да им кажам. Сте биле ли во Кочани после трагедијата? Да. Кочани ни е второ родно место. Имавме една ситуација кога дел од повредените беа во Кочани во рехабилитационен центар на Пониква, да. И таму беа дел од повредените, мислам дека околу 30-40 од повредените. И се договоривме, бидејќи и тој беше таму, со останатите членови од бендот да отидеме и да направиме мало изненадување и забава за сите нив. И се договоривме, отидовме, тој беше во шок. Да, не очекуваше. Да, ние отидовме, наместивме сите инструменти, само го чекавме тој да ги донесува да се појави. Јас кога видам, јас со завои на раците, што да правам сега? Да. Нема ќе свириш, нема што да правиш. И свиреше. И свирив, да. Да.
Браво. Ето и што тогаш се гледала таа ваша волја Да. дека сакате да се вратите на Со сцена. двата прста не ми функционира. Тај воопшто не функционираше. Овој така и не знам како и јас со два прста свирив. Ама ете. Силната желба, волја, љубов кон музиката Да. помага музиката. Многу. Многу. Мислам многу. дека и тоа е единственото нешто што не врати во живот прво, а подоцна и на сцена. Велите одите често во Кочани, како го доживувате сега тој град? Јас велам дека не треба во Кочани да одиме со сожалување, треба да бидеме поддршка на луѓето во Кочани, не треба да одиме со таква мисла, но ете вие како лично го доживувате градот кога одите таму? Вака, во Кочани одам многу често, значи затоа што таму некако се после враќањето од болница, пошто најголем дел од повредените беа од Кочани и некако тоа стана како центар и за медицинска поддршка и за Психолошка поддршка исто така? И за психолошка и имаше, значи, и невладени или како да ги наречем организации Супорт Кочани таму што помагаа и некако таму ни беше свртката, ако сум јас од Штип. Со докторката морам да ја поздравам и да ја спомнам, пошто таа приказна вреди да се спомне, значи докторката Кате Паник, која сега е директорка на Кочанската болница, значи жената за целиот овој период со сите нас повредени е заедно, секоја мака и болка ни ја знае. Телефонот е преполн со слики од нашите повреди од самиот почеток до сега. Таа ќе ја види повредата и ќе ти каже чија рака е ова од 200 души. Значи и ова организира семинари секако со помош на клиниката за пластична хирургија од Скопје, во нивна организација сето тоа, значи организираат семинари, секакви обуки за како може на нас подобро да не се помогне, сите новини што се... Значи се присутни во секојдневието на повредените. Абсолютно. Тоа е убаво да се слушне. Абсолютно, да. Секој ден. Значи ние нема недела да помине со Кате да не се слушне. Таа ни е веќе Кате, не е ни докторке, значи таа е дел од нашите семејства. И одиме нон-стоп одиме во Кочани. На третмани, на кога, нели, кога е возможно во Кочани во болница да се направат, да, кога одиме во Скопје, меѓутоа тоа се организирано од таму, па за како да и се така да таму се среќаваме со сите повредени, малку се дружиме после преглед или одиме на кафе и така се дружиме. Сакам да ве прашам, колку често вие настапувавте во Кочани? Имавте често таму настапи? Да, многу често. Значи во месецот имавме два датума. Два датума во тој локал во кој што свиревме, Класик. Беме многу често таму и луѓето кои што многу убаво не прифаќа луѓето, публиката која што присуствуваше на нашите настапи и ден денес таму настапуваме, и ден денес доаѓаат да не слушаат. Да. И тоа се всушност голем дел од повредените што се таму. Да. И тоа се нашите фанови. Знаете зошто ве прашувам? Дали претпоставам сте оделе и во Пулс и претходно? Да. Сте имали ли некогаш сомнеш за местата? Никогаш не сме го помислувале на тоа. Ја не сум бил во Пулс никогаш претходно. Таа е била, јас не. Јас имам, неколку пати, но ни на крај памет не ми е паднало дека може нешто да се случи таква трагедија, такви страшни размери, да. Сакам уште малку да се задржиме околу Кочани, како што спомена во пресрет на годишнината, како сведоци, како дел од повредените во овој немил настан, бевте ли, дали сте дел од процесот на истрагата, дали бевте во судница, дали ве повикаа, дали имавте можеби некакви искази?
Јас како сведок не сум повикан и многу ми е мило заради тоа. Бев, на првите 2 судиња бев присутен, така, како посматрач, и потоа веќе не. Верувате дека ќе излезе вистината на виделина? Вистината е многу релативна работа. Многу релативна работа. Тоа е процес кој што Мислам дека долго ќе трае. Многу долго ќе трае и мислам дека како и да заврши, ќе има некој што нема да биде задоволен. И жално е што не можеме никако да ги вратиме тие мили души кои што замина, да. Тоа е најжалното од се што ќе ги споменуваме вака, посебно познатите личности, нели, како што се ДНК, пеете ли нивни песни на вашите настапи? Ретко, да. Ние генерално ретко сме изведувале песни од ДНК, една само една, да. Таа кобната. Таа ја имавме во репертуарот и ја одсвиревме после уште неколку пати, меѓутоа некако спонтанно така. Не ни е баш конкретно за таа песна. Да, таа песна сега не ме потсеќа на убаво, така што може би ја избегнува. Генерално не сме имале нашиот стил на изведување, инструментите што ги поседуваме во бендот не ни дозволува таков тип на музика да свиреме, инаку да не бевме почитувачи на нивниот лик и дело, не би ни отишле на нивниот концерт. За вашата музика. Вашата музика јас ја доживам поп-рок, сега не сум музички образована, поправете ме ако грешам, од двете песни кои што ги имате извадено досега, уште еднаш честитам за песната која што излезе во твои раце, на него погрешам името. Да позборуваме малку за тоа како настана оваа композиција, кога ја создававте и како ја создававте. Марија? Така е, во твои раце е нашата втора авторска песна со мојот бенд Stand By. Тоа се момците кои што ги споменав. Ние сме и како мала фамилија. Идејата за песната да биде дует со Ѓоко Таневски беше на Сашо Стојановски. Тој кога ни ја пушти демо верзијата од песната, сите го замисливме Ѓоко во таа приказна и воопшто не се мислевме дали тој да биде правиот вокал кој што ќе биде во таа приказна. За мене тој е еден од најважните и најмокните вокали овде кај нас и навистина не беше воопшто тешко да настане и целата таа соработка со него. Сигурно и за тебе е едно убаво искуство. Секако, пред се. Работуваш, нели, со некој повозрасен и поискусен. Да, тоа е најважно и му ја испративме демо верзијата да ја слушне, нормално дали ќе му се допадне. Не му се допадна и така всушност и настана целата таа соработка. Музиката е на Сашо Стојановски, текстот е на Весна Малинова. Таа дополнително текстописец кај нас е моја омилена дефинитивно. Ја долови целата таа емоција. Аранжманот е на Иван Петровски, видеозаписот го правеше Владимир Митриски Ѓуле со неговата екипа. Ова е веќе втор проект кој што го работиме со него. Сакам да кажам, гледам многу сличности. И во мелодијата, и во целиот стил на композицијата, сега зборам лаички, повторно ќе се оградам, но и во видеозаписите. Дали тоа е вашиот стил? Значи, дали сакате на тој начин, во тие рамки да се изразувате и во иднина? Па, ние во принцип на авторот во неговите замисли, во неговите визии не сакаме да влијаеме. Значи, кога се создава некое дело, го оставаме авторот како тој го доживува и како тој сака да го пренесе на малиот екран, така да со него соработуваме потполно доверба во него и оставена на професионалецот и врвен уметник да си се изрази како тој смета дека треба да... Да, но вие како бенд, предпоставувам, имате некакви замисли за тоа кон што целите. Сега 2 песни, следува ли нова песна,
Може би имате некакви други албум, нешто слично, дали имате некакви размисли за подалечна иднина зборувам? Па да, нормално дека планираме да продолжиме да се занимаваме со авторска музика. Не треба да застанеме, сметам дека треба секогаш да работиме, да твориме, да ствараме. И тоа ќе биде во овие рамки, тоа ми беше прашањето, дали сакате или можеби ќе пробате некој друг жанр. Па да, ве сваќам, но оставаме работите да се случуваат природно, да течат природно, бидејќи не можеме да форсираме нешто што или не ни лежи. Зборувам за мене, за мојот вокал. И но никогаш не вели никогаш, секогаш нели можеме и да експериментираме и да се адаптирате на публиката, да се адаптираме, на тоа секако. А не сме да се надоврзам на Марија, не сме врзани некако за конкретен некој стил на музицирање. Тоа е така спонтано. Ние сме музичари кои повеќе од 20 години се занимаваме со музика, свириме активно, работиме и тоа се некои рамки во кои што сме се движеле за сите овие години и тоа сакале ни или не остави некој белег. Таа од друга страна пак со нејзиниот вокал остава свој белег на целата и убаво речете и поп-рок, таа е поп, ние сме рок и така некако. Таа е таа спојка која што се создава. И дојде некако интересен спој. Задоволни ли сте како реагира публиката на вашите? Предпоставувам ги пеете на настапи, ги знаат песните, се вртат низ радиостаниците. Задоволни ли сте како е прифатена вашата авторска музика од овде народот во Македонија? Па, како да кажам, мислам дека нашата авторска, не конкретно само нашата, него генерално македонската музика нема премногу простор на нашите медиуми, за жал, и оттаму и помалку еве и апел и една забелешка на медиумите да не потикнат и нас да има зошто да твориме. Пошто сето тоа е еден долг процес од идеја до реализација и скап процес кој што сепак на крајот остане со малку помалку внимание отколку другите продукции кои еве се присутни на нашиот пазар и тоа е реалност. Стендбај е микс од Штипјани, Пробиштип, така, и Скопјани. И Скопјанец еден. Многу ми е интересна вашата приказна, велите дека не сте по вокација музичар, туку дека споменавте дека сте всушност доктор по ветеринарна медицина. Како влегувате во музиката, интересно. Вие, Марија, сте музички образована, вие? Подобро може да се преформулира прашањето како влегувам во ветерината. Цел живот се занимавам со музика од мали нозе. Свирам, пеам по дома. Средношколски почнуваме веќе со гаражен бенд, такво нешто? Па не сме ние биле гаражен бенд. Никогаш. Ние имавме среќа во Штип да го имаме дом на млади и таму имавме се ни беше овозможено, имавме сцена, имавме инструменти, појачала и некако нашиот музички развој е врзан и на сите штипјани музичари. Тоа е факт. Од тие генерации таму сме пораснати. Колку значат тие културни домови? Премногу. Но во секој случај работите и со животните, им пеете на животните. Да, тоа не се запишав во музичко школо, на музичко училиште и потоа положив, нели, имам повеќе фокуси во животот, ете така природата и животните ми се друга обсесија и окупација. Да, секогаш сум со домашен миленик дома. И така, ја одбрав ветерината, ја завршив и ја работам до ден денес.
Затоа е интересно. Интересна комбинација. Ми беше огромно задоволство што прво ве запознав лично, посакувам многу успех во вашата кариера. Се радувам што ве гледаме повторно на сцената, се гледаме на некои од вашите концерти. Апсолутно. Не настапи, концерти. Ќе не биде мило, ќе не биде мило. Благодарам Александар Марија, благодарам што бевте Благодарам и на милосовни. вам на поканата, ни беше прекрасно и се надевам со поведри теми на следното гостување. Така е. А во меѓувреме вие ги слушате Љубов и во твои раце на YouTube каналот. Уживајте во музиката на овој прекрасен бенд. Ви благодарам што не погледнавте.